СОС телефонската линија за деца и млади функционира 22 години и досега се регистрирани вкупно 20.455 повици. Денеска првата детска амбасада Милјаши го презентираше извештајот за работата на СОС телефонот. Првата детска амбасада во светот Меѓаши денеска го презентираше извештајот за работата на СОС телефонот за деца и млади. СОС телефонот функционира 22 години и досега се регистрирани вкупно 20.455 повици. Со телефонскиот повик децата може да добијат информации, помош, стручен совет или едноставно да разговараат за проблемите со кои се соочуваат, а за кои немаат каде да се обратат. Токму затоа стручниот тим на СОС линијата го сочинуваат педагози, психолози, социјални работници, психотерапевти и волонтери од овие профили кои во разговорите не даваат готови решенија на проблемите, туку разговараат за можни алтернативи за решавање на проблемот за кој се јавиле. 21.000 отприлика дојави, пријави, судбини детски навистина е голем број. Ако во почетокот главна карактеристика на дојавувачите беше осаменост, отуѓеност, агресија, за жал оваа година се повторува сликата на истата минатата година во извештајот сиромаштија, проблеменост, отуѓеност, разводни постапки, семејно насилство и сексуална злоупотреба, педофилија и родоскрнавење. Оно што не загрижува како општество што по втор пат се случува сиромаштијата да е број 1 на дојави, пријави, кои децата, нивните најблиски родители пријавуваат не само на СОС телефонот, туку и ги користат нашите социјални мрежи. А знаете дека сиромаштијата иде секогаш заедно со неписменоста, иде заедно со злоупотребата, иде заедно со фантом деца. Сиромаштијата иде се уште ги има во Република Македонија, исклученоста на децата од образование и најлошите форми трговија со деца, детски органи и киднапирање и грабнување. Зошто не се мобилизираат центрите за социјална работа да го стават крај на оваа проблематика? Може би ќе дознаеме наскоро, затоа што нивната главна улога е навистина да им помогнат на најранливите категории децата. Тие ако не одат во училиште, уште од најмала возраст, вклучувајќи ги во градинки и во основни училишта, веќе ги имаме изгубени и можеме не само да ги констатираме како темна бројка на улицата, како питачет, туку може да бидат и жртви на организирани криминални групи на банди кои оперираат во државата. Од првата детска амбасада во светот Меѓаш информира дека со проектот Одговорно родителство се става акцент пред се на создавање поволна средина за учество на родителите во училиштата и градинките. Истражувањата покажуваат дека партнерството со родителите придонесува за побрз воспитен образовен развој на учениците. Затоа поттикнувањето за формирање на Национален совет на родители е важен дел на овој проект, велат од Меѓаши. Најголем број од дојавите се добиени од страна на возрастни лица, како и секоја година само 2 деца се обратиле во првата детска амбасада Меѓаши за проблем и станува збор за семејно насилство. Од проблемите со кои што се соочуваат децата, како што истакна господинот Драги Змијанас, најголем број се соочуваат со сиромаштија, потоа со бракоразводни постапки и со семејно насилство. Ова се проблеми кои што секоја година ни се повторуваат. И знаејќи ги податоците кои што веќе ги имаме, бевме поттикнати од претходните активности кои што сме ги земале да аплицираме за проект за одговорно родителство, кој што е поддржан од канцеларијата на УСАИД преку канцеларијата на Институт Отворено општество Македонија. Во рамките на тој проект денеска почнуваме со кампања, со петиција за формирање на Национален совет на родители како тело кое што ќе биде формално основано и ќе може да има поголем увид во програмите кои што се донесуваат за децата и поактивно да учествува. Иако знаеме дека во градинките, во основните училишта има совети на родители, меѓутоа многу е тешко и сите тие кои што работат со деца, вклучувајќи на нас, да ги вклучиме родителите. На ваков начин сметаме дека одговорноста на родителите ќе биде многу поголема во донесувањето на одлуките и на таков начин директно ќе влијаат на сите оние одлуки кои што ќе се донесат во име на нивните деца.